Македонија ќе ја модернизира армијата за да ги врати етничките граници. Целта е најпрво да се ослободи егејскиот дел, а потоа да се окупира и цела Грција. Вакви се плановите на раководството на виртуелната македонска е-република, игра која во последно време е вистински хит меѓу интернет зависниците. Станува збор за онлайн забава во која виртуелно се симулира актуелната политичка ситуација во светот. Засега има 69 држави кои меѓусебно се борат за превласт и поголема територија на светската карта. Секоја држава има свој политички партии, конгрес, председател кој се бира еднаш месечно на избори, економија и армија. Сите нејзини граѓани придонесуваат за што побрз развој во секој сегмент. Силата на една држава се мери според големината на територијата и бројот на активни онлайн играчи. Македонија, која покри уставното име во заграда, има и референцата Фиром, засега има само нешто повеќе од 900 регистрирани играчи, економија во развој и малубројна армија. И во виртуелниот, како и во реалниот свет, најголем непријател ни е Грција, која има 10 пати повеќе активни играчи. Сепак, сојузништвото на земјава со Србија, која е виртуелната република со најмногу активни играчи или нешто под 16.000 ги држи грците на страна од македонската територија. Македонија има председател и засега само една политичка партија која се вика Обединета е Македонија. Интересно, првиот председател во виртуелниот свет се вика Киро, исто како и првиот председател на независна Македонија. Македонското раководство преку сите форуми апелира до сите македонци масовно да се приклучат на оваа игра, како би станале побројни и барем виртуелно би си ги вратиле териториите кои, како што велат македонците, се окупирани од Грчката република. Се што ви треба е слободно време, компјутери и интернет конекција. Ова е адресата на која можете да се регистрирате и да застанете во поддршката на македонската онлайн кауза.